Добро вечер, драги мои. Ова е фолк ексклузив. Уживајте во топ листата. Предлог број 1. Елена Велевска. Црно и бело. Предлог број 2. Маријан Коцев и Дрим Тим. Крал на жените. Врела крв во вените, јас сум крал на жените, виното и песните. Врела крв во вените, јас сум крал на жените. Предлог број 3. Миле Кузмановски. Шприца. Измешај среќа и малку тага и научи го срцево да не оди по нејзина трага. Како шприце живот е мој, измешај среќа и малку тага и научи го срцево. Предлог број 4. Сани. Можеш само ти. Секој дор ме проподнува, ти ме пушташ пак, сама да си излеза. Цела вечер ме гледат, само ако претерат, минут за стиси, никој нема право да се приближи, никој освен ти. Вечерашен гостин е една господја која што има долга музичка кариера, безброј награди и е почитувана од целата публика. Уживајте со Виолета Томовска. Вистинска мелодичност и хармоничност ја исполнуваат душата на сите македонски срца во изминативе 55 години откако трае вашата кариера. Кажете ми како започнаа тие сјајни почетоци? Прекрасно прашање, а многу е тешко да се зборува за толку голем период на естрадната сцена. Сум рекла можеби безброј пати дека тоа сум родена во музичко семејство, дека многу членови од моето семејство и идните генерации живеа со музиката, работеат на професионален план. Значи, јас на сцената се најдов случајно, но морам да кажам дека прекрасно пееше мојата мајка, но никогаш професионално не се занимаваше со музика. Исто така, мојот вујко Благој Петров Карагјулев веќе беше професионален интерпретатор на народна, малку и забавна музика, но целиот свој живот го посвети на класичната музика, како првенец во Македонскиот народен театар во операта. Исто така мојата тетка Блага Видец, која работеше во првите почетоци на својот работен однос како интерпретатор во ансамбл Танец, неколку години и играше од време на време помалку и на сцената со фолклорот на Танец, но својот живот исто го посвети на класичната музика, прво во Македонската опера, но потоа беше првенец во операта во Сараево. Тоа беа почетоците. Првиот чекор што јас го направив на сцената беше кога дојдов во Скопје на своји 15 години.
Не зборувам за матерските денови во Битола и така натаму. Само да кажам дека бев во културно-уметничкото друштво Илинден во Битола како член, па во школата во мандолинскиот оркестар свирев мандолина, во сите секции бев во училиштето Даме Груев во Битола. Кога дојдов во Скопје на своји 15 години, живеав кај мојот војко, Благој Петров Караѓуле, и јас секој ден со него бев покрај клавирот, затоа што он тоа го сакаше. Воедно сигурно и тој инструменти најмногу сте го совладале. Да, и покрај пијаното, значи јас секој ден по 1 час, по 2 пеев со него. Значи он имаше многу желба, бидејќи тетка ми се исели во Сараево, да почнам јас со него малку да пеам од време на време. Одма станав член во 59-та година во културно-уметничкото друштво Орце Николов, каде што пеев за народни изворни песни. Тоа беше, значи, многу добро училиште за мене. Со Војко ми пеев староградски песни, а во културно-уметничкото друштво Орце Николов пеев сосем други песни, изворни. Кои песни сте практикувале да ги пеете? На кои пејачи сте се огледувале во тоа време? Па добро, јас во тоа време се огледував на сите популарни интерпретатори, но сепак мојата боја на гласот и ова што го започнав со Војко ми да го работам староградски песни, најмногу ми наликува за мојата боја на гласот и ден денес имам силен впечаток од тоа и мислам дека најмногу ги сакам староградските песни. Затоа што можеби секогаш кога ги пеам тие староградски песни, така ги чувствувам моментите од детството, нели? Првите тие чекори во таа музика, но верувам дека и во новосоздадените песни кои покасно ги создадов, навистина внесов многу од тие интерпретации. Дали се сеќавате на некој ваш настап каде што сте имале некоја незгода, некоја интересна случка за која што и ден денес би се насмеале од срце? Па да, тоа се случувало безброј пати, мислам. Само јас безброј случаи имало кога сме биле во културно-уметничките друштва, многу настани, многу дружења. Често пати ќе се случило и да паднеш незгодно негде, не на сцената, но јас покасно во постарите години имам и паднато на сцена, мислам, не е тоа чудо, се случува на секого. Но сме имале многу интересни покасно турнеи во Австралија, Канада, тогаш ли се случувале така необични настани, например, често пати, еве јас споменувам за нашиот дојен Јонче Христовски, на една турнеја испеа, ја пееше на секој концерт во Австралија, баба ми појде на пазар, бидејќи сакаа да пее хумористични песни, он исто и ги беше автор на повеќе песни, но сакаше изворни хумористични песни од народот, да речем. И пее, например, баба ми појде море на пазарот, таму ми купи едно ми петле, петлето вика. И сега треба Кочо Петровски да каже кикиригу. Но Јонче Христовски на цела турнеја пееше на крајот од својот настап, да речеме, таа песна. И сите ние знаевме дека нешто ќе се случи вечерата, сите улоги од оркестарот ќе ги променат. Така да Јонче излегува на сцена да пее и почнува да пее и кога треба Кочо да викне како петел кикиригу, он вика нешто мрњао само прави и он се врти на кај Кочо и вика ама не си петел си и така натаму. И како што доаѓа другите, да кажам, гласови што треба да бидат од овие во следниот текст животните, сите ги променија, мислам, тие, и он се збуни, на крајот почна да вика
Ало, болница Бардовци, дојдете, брза помош, полуде оркестарот на Кочо Петровски. Мислам, тоа, ние сме плачели од смеење, затоа што тоа беше навистина еден прекрасен настан, но Јонче никогаш не се љутеше на тоа. Исто така има еден интересен случај за првата турнеја во Австралија, кога одев 1968 година. И во истиот град каде што на Јонче ова му се случи, се договоривме. Тогаш на таа прва турнеја беше Никола Бадев, Александар Сериевски, Анка Гиева и како јас помлад интерпретатор Виолета Томовска и се разбира Китка групата која водеше Кочо Петровски, музичарите. И се договоривме дека треба да пееме на целата турнеја неколку дуети, како квартето да изгледа. Имавме во диалог. И едниот текст Бадев не го научи уште од почетокот и мислевме дека е крај на овој последен концерт и треба сигурно го научил веќе. Но Анка Гиева беше до Бадев, како што стоевме на сцена, значи Бадев, Анка Гиева, јас па Александар Сериевски и пееме една песна Мори моме што не дојдеш и така. И пееме ние прва момчињава ни пеат, значи Мори моме што не дојдеш, в дуќан да ми влезеш душо. А ние одговараме, ако в дуќан ти дојдам, како ќе излезам и така натаму, но Бадев пак го сгреши текстот и Анка Гиева почна да се смее, почнавме сите ние да се смееме и тоа и целата песна со смеење, мислам, ја издржавме, но публиката свати што е, многу не почитува, многу не сака, навистина беше прекрасно. Тоа се така позитивни моменти, но најнезагодно што се чувствував беше исто 1968 година, кога прв пат патувавме за Австралија и патувавме многу со руски авион, нешто многу часови, претерано. Значи, од Прага, Атина, Дубај, Рангун, Бурма, Пном Пен, Камбоџа, Џакарта, имавме веќе одмор. Од Џакарта веќе се преселуваме во Pan American, голем авион, Боинг. И кога влеговме во авион, како што обично кажува капетанот, не поздравува сите патници, вика над екваторот кога ќе летаме, ќе има незгода. Може би и турбуленции всушност. И почна да делат вечера, кога тргнавме од Џакарта, почнаа турбуленциите. Јас 1963 година го имав почувствувано на Скопскиот земјотрес и бев под рушевините. За мене беше тоа како земјотрес, да ви кажам на вистина. А исто така и сите патници се исплашија, бидејќи покасно почнаа да летаат количките со храна, падна една-две стюардеси, мислам, и нормално се исплашивме. И бевме во страв. Така до Австралија, во страв го поминавме патот, но веќе на враќање немаше проблем. Ке продолжиме со убавиот разговор со господја Виолета Томовска, но претходно да ја чуеме топ-листата. Предлог број 5. Владко Милодиновски. Кате. Kate da skače, dolele nego zemaj. Kate da skače, dolele kate da skače to, kate kuđane malele da skače to. Предлог број 6. Стојна Николова, Бакнина. Srce čuka prebrzo, vljubena sam vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, v obraz ne se važine, moje najmilo. Предлог број 7.
Наум Петревски, Оди звездо. Odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Предлог број 8, Ирина Спасовска, Гордоста ти врие. Stisni zavimaški izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti vrije, belosna ne krije, stisni zavimaški izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Предлог број 9, Даниела Темилкова, Не се нададе. Novaš tvoja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Aj sega, aj da te vidim, sonovaš tvoja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Предлог број 10, Зуица Лазова, Тајно моја. Neke obraz da mi pogani, neke sonce da me razdeli, neke zora, neke obraz da mi pogani, neke sonce da me razdeli, što mi se nego ne sumnjas, neka Можете да гласате на весело.мк. Тамара и господја Виолета се уште разговараат. Уживајте. Кога веќе ја споменавте публиката, може би ми можеле да направиме една мала паралела. Дали има нешто во нашата публика? Разлика? Да, со таа странската. Тогаш и сега? Или мислите во Австралија? Општо, публиката во странство и публиката тука. Дали има нешто што недостига? Имаше разлика кога почнавме да патуваме меѓу нашите таму. Тие први турнеи. Например, ова прекрасно што ми го поставивте. На сите турнеи во таа прва турнеја 68 година во Австралија, во сите градови на целиот континент австралиски. Тоа не може човек со зборови да го каже како не дочекаа нашите македонци. Тогаш беа за прв пат создадени македонските општини и на секој аеродром, во секој град каде што пристигнувавме, имаше црвен тепих од авионот до зградата аеродромска. Ние доаѓавме на црвен тепих, не пречекуваа локалните телевизии, Како вистински изборуваа за звезди. Македонија, дека доаѓаат звезди од Македонија, дека имаме концерти таму. А уште беше посвечено вечерта на концертите. Во секој град имаше градоначалник од градот каде што гостуваме и многу од луѓе од дипломатскиот кор. Така да јас таму ја пеев и химната австралиска дури, мислам морав да ја учам за 2 дена, Уолсин Матилда. Тоа беше доживување, а кога завршуваа тие настани, само ќе истрча мажи македонци, ќе ги кренат сите музичарите на рамо и ги носат до излезот од салата. Тоа беше големо доживување. Мислам, неповторливо. Исто тоа се случуваше 1963 година. По земјотресот со културно-уметничкото друштво Орце Николов бевме 3 месеци на турнеја во Канада и Соединетите Американски држави. Тоа беа концерти, значи не само за македонци. Воопшто беше најавено дека ние сме од Македонија, го представуваме нашиот фолклор и тоа имаше од сите националности, мислам, гости кои ги посетија тие концерти. Беше доживување за нас, ние многу млади бевме за прв пат во тие западни земји.
Во истиот тој период. Да, За значи нашата 63 и 68 година ви кажувам, мислам. За нашиот народ, како таа публика тука реагирала? Тука нашиот народ многу си ја сакаше изворната песна. Не викам дека денес не ја сакаат, далеко од тоа, но веќе има бранување од надвор, било од нашите соседи. Сега мора да го кажеме и тоа, може би не треба само да се спомене, концерти се одржуваат во Македонија. Но сепак мора да признаеме дека концерти има повеќе од соседните наши пријатели. И имаат можност тие интерпретатори да побараат колкава цена сакаат. Многу ретко се случуваат концерти на македонска народна музика. Така да ние тогаш кога сме работеле, сме имале по 2-3 концерти во денот. Значи наутро, кај 10 часот до 12, па потоа попладне од 17 и од 20 или 21 часот. Значи, тоа, салите биле преполни и се бараше повеќе карта. И покрај тоа, што тогаш немавме некои сали, имаше само домови на култура во тоа време, или ако одиме и на село, да речеме, тоа беа домови за другите. Па значи еден настан, да се вратам во една задруга, во Битола, вие сте многу млади, не знаете, но битолчани ве знаат, селото Породин беше многу популарно по млечните производи и така натаму во тоа време. Зборувам негде 60 и некоја година. И одиме таму, на станица во Скопје чекавме неколку часа шинобусот да дојде. Измрзнавме, беше зима. Одиме во Битола, влегуваме во топол автобус, викаме прекрасно, вечерва веќе нема да ни е ладно. Отидовме во Породин, дневниот концерт да го одржиме, и кога отидовме таму, јас и Јанка Гиева бевме сместени кај учителката во топла соба, но музичарите веќе почнаа да свират додека ние се припремаме. И излегува прво Анка да пее и ми вика Виолета, а она имаше едно деколте, една многу убава свечена халина. Вика, молим те, јас, вилиците ми се тресат, не можев да пеам. Како, викам, зошто? А на сцената еден огромен стар мангал со многу жар, ќе застанеш према жарот, предната страна топла, задниот дел грбот мраз. Обратно ќе се завртиш, да речеме, исто така се случува. Со ова сакате да кажете на дека сцена, одлева сите, мислам, гости вечерта што го слушаат концертот, публиката, облечени во капути и шалови на нив, од левата страна на сцената сите прозори искршени, може да замислите и во какви услови сме работеле. Сакам да кажам разлика. Значи, тоа е голема разлика, имало многу настани такви што се случувале. Сме оделе и кога се правеа патиштата низ Македонија асфалтирани, например гранит или бетон граделе, ние сме оделе на патот сме пееле за, мислам, работниците. Малце да им дадеме желба со убавата македонска песна, па да запеат со нас, па да се дружат со нас. Многу блиски средби сме имале. Тоа се безброј настани. Сега исто така, например, на многу свадби што се случуваат, некако некогаш дома што се правеле свадбите. Например, јас кога се мажев, дома ја правевме свадбата. Така да сега се случува се во ресторан, но имаме различити видови оркестри на музика, народни повеќе што свират, забавни и така натаму. Мора да признаеме, има свадби, само српска музика слушаш, мислам. Покрај тоа што не се домакините срби, мислам. тоа е тој наплив на странски. Никој на никого не му забранува што сака да слуша, нормално. Секој си има своји желби.
своји идеи и ние во тоа време, додека беше СФРЈ, сме пееле комбиниран програм. Значи, на прво место македонските песни, па потоа, значи, сме пееле и некои други песни во некој блок, да речеме. Ако требало пред полнок или по желби и така натаму, ама пеевме општо од бившите простори. Од Словенија, значи од Триглав до Гевгелија, нели така? Да. Исто, така да кажам, јас зборував све за народната музика, да кажам и тоа дека бев вмешана спонтана и во забавната музика, али сега зборуваме за народната. Да. Во народната музика имав можност, значи, да се дружам со доајените. Растев покрај доајените на македонската изворна песна. Ден денес сите што не се веќе со нас ми фалат многу, затоа што јас од дете со нив се дружев, со нив работев. Мислев они кога ќе престанаа да пеат, мислев дека јас ќе престанам да пеам. Например, работев целиот свој живот со Кочо Петровски, но тука па потоа покасно со македонски мерак, со Милан Завков и така, со многу композитори. Сите тие луѓе што покрај нив што растев, денес многу ми фалат после овие години. Покрај мене беше мојот драг колега со кој постигнавме врвни успеси, Кирил Манчевски, со кој испеевме Македонско девојче, Ој Вардаре македонски, безброј други песни и мислам важевме во продукцијата на РТБ и прошироко во Македонија, дека сме еден од најдобрите дуети во Македонија што ги создала. Да го затвориме ова интервју со еден ваш став за нашите гледачи, зошто треба да се посвети внимание на македонската народна музика, со кои зборови би ги охрабриле? Каде да пронедат убавината? Па, јас мислам дека секој што е роден во Македонија, нели, секој граѓанин, прво треба да си сака својата земја, нели, со најблиските се разбира заедно, да ја почитува изворната песна, да се враќа наназад како таа се создала, да знае што повеќе, да се интересира и за доајените, и за оние што покасно доаѓаат по младите генерации. Но мислам дека една порака би дала јас до помладиве генерации наши кои, еве, ние застануваме со пеење, нели, они продолжуваат, да посветат прво внимание на нашата изворна песна. Од таму да започнат, па после никој не им брани и нешто друго да пеат, се разбира. Но сепак треба голема љубов, почит кон она што е наше, свое. Ние имаме толку убави изворни песни. Секоја песна е своја приказна. Значи, ако се завртиме патриотски песни, па имаме љубовни песни, значи лирски, така би ги нарекла, оние староградски песни. Имаме хумористични песни. Значи, сите овие години сум имала можност да навлезам полека во сите тие наши гранки на народната песна и секогаш сум знаела да направам избор што мене ми одговара, што одговара на некој колега. И тоа сум го правила секогаш со почит, да кажам дека навистина оваа промена што ја направил некој колега била многу успешна. И секогаш морам да признам дека јас изникнав како со ново создадената песна, но пред тоа во домашни услови и во услови на културно-метничките друштва сум се изградила со изворната песна и се она ново создадено што било во почетоците на ново создадената песна,
која се надоградувала оваа изворна песна. И среќна сум што имав можност да пеам различити ритмови од нашето поднебје, кој е многу почитувано во светот, дека имаме навистина едно огромно богатство од нашиот фолклор. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам дека вашите зборови ќе бидат поттик како за помладата генерација, така и за постарата да продолжат да негуваат онаа традиционална изворна македонска музика. Драги мои, јас се надевам дека ви уживавте во денешнава емисија. Не заборавајте да гласате на veselo.mk. Слушајте народна музика. До гледање.